6 жртви на трговија со луѓе се регистрирани минатата 2016 година на територијата на Република Македонија, од кои 3 се малолетни. 5 од нив се државјани на Македонија, а една жртва е од странство. Според официјалниот извештај за трговија со луѓе во Република Македонија од 2013 година па наваму, има намалување на жртвите. Стручните лица велат дека тоа се должи на тоа што во нашата држава нема доволен капацитет за да може да се идентификуваат жртвите на трговија со луѓе. Тоа го потврдувам со фактот дека ова година имаме зголемен број на потенцијални жртви, тоа значи 125 има потенцијални жртви на трговија со луѓе, меѓу кои 120 се идентификувани меѓу илегалните мигранти. Знаете, вие со западно-балканската рута, низ Македонија поминува голем број на мигранти, меѓу кои имаше и потенцијални жртви на трговија со луѓе, и доколку капацитетот на сите тие кои треба да ги идентификуваат жртвите на трговија со луѓе е зајакнат и можат да ги препознаат, мислам дека би било и поголем бројот на идентификувани жртви на трговија со луѓе. Со цел Македонија успешно да се справи во идентификувањето на жртвите на трговија со луѓе, изготвени се индикатори, но од друга страна ќе се спроведе и обука на луѓе за да може да препознаат потенцијални жртви. Со тие индикатори секако треба да бидат за начинот како да се прави таа идентификација и да можат да се откриваат и жртвите на трговија со луѓе. Неопходна е обука на професионалци кои се вклучени во процесот на идентификација. Тоа се социјални работници, полициски службеници, гранична полиција, сите надлежни институции за спречување на овој проблем, и има веќе подготвена обука, план за обука во 2017, која 2016-2017 ќе течи во текот на оваа година, така да мислам ќе биде зајакнат капацитетот и Македонија ќе успешно ќе се справува со овој проблем. Според официјалниот извештај за трговија со луѓе во Република Македонија во 2016 година, најчести видови на трговија со луѓе се сексуална експлоатација и присилни бракови, а жртвите најчесто потекнувале од Скопскиот регион, Кичево и Гостивар, кои најчесто биле експлоатирани во Западна Македонија, слика која неколку години наназад е иста.